Сега имаме 10 км гужва и за ваа патерина платим. Много главна колото, не може да напунеме, гледай. 2000. Еве, Ванчо уште спие. Добро утро на сите. Луѓе, конечно си одиме за Македонија. Овој пат решив да ви го снимам целиот пат. Како ви ги снимам сите трошоци. Значи точно колку пари имаме потрошено од Германија за да стигнеме до Македонија. Точно до последен цент. 17 часот и 37 минути. Да видиме колку време ќе ни треба да стигнеме до Македонија. И наточиме бензин. 106 евра, мислам дека не фана се со пошто една вода купиме. Ке видите, имам се снимано у видеото. Имаме 1579 км до Македонија и пишува дека ќе стигнеме у 9 саат и 21 минута. Ама мислам дека толку рано нема да стигнеме, пошто може и ќе спиеме. Некаде и планирам да правиме повеќе паузи. Не само да возиме цело време, да можам да ви снимам и пато, и дека застануваме, дека јадеме се. И со Господ напред, ќе видиме утре кое време ќе стигнеме. Ќе видите и вие секи имате у видеото. И имаме уште 37 км до границата, ама многу има работа на пато. Веќе колку 5-6 км возиме и има може уште 20 км да е работа на пато. Многу полека се возе. После ми извозни 300 км време е за првата пауза. Сега застанаме на една бензинска пумпа да купиме винјета за Австрија. И малце сме гладни, ама ќе јадеме малце покасно на некоја друга бензинска, тука нема да јадеме. И еве да ви го покажам нашиот хотел. Букирано е пред време, хотел Прома. И зафракнаваме се наједеме на онаа бензинска, викам ај ќе возим уште малце, да огладнееме повеќе. Сега гужва, сега застој, кој знае колку време ќе трае, може ќе трае неколку сати. Ништо, ќе видиме колку време ќе чекаме, па ќе ви известиме. И дојдеме на друга бензинска да купиме винјети, пошто на другата имаше многу гужва и касата дека можеш само винјети да си купиш беше затворена. Купиме за Австрија и за Унгарија. Заедно коштат 39 евра и 30. Можеше да купиме и за еден ден, малце е поевтино, мислам, не знам колку кошта, не праша. Ама важи до 12 саато, а се е точно 9 саато. Ако има некаде гужва или некој застој, или ако одмараме повеќе, пошто планирам да ви снимам повеќе, може да ни пишат казна. Ајде сега ќе одиме да залепеме винјетата. Еве, да залепеме винјетата. Тука некаде треба. Добро ли? Малце подолу. Тука? Уште малце подолу. Тука? Да. Добро ли? Да. Добро. И тука дојдеме до Макдоналдс во Австрија да јадеме нешто. Но за жал не можев да ви снимам, бидејќи музиката беше прегласна. Еве ја сметката, плативме околу 18 евра и 30 центи. Сега на поаѓање Дијана вика ајде да јадеме нешто благо. Еве ги тортите, ја мислев дека е некоја друго благо, ама тоа класика, исто како на свадба да сме, торта си е торта. Искрено не беше многу вкусна, премногу сува и за нив плативме некаде околу 8 евра и 20 центи. Се 1 час и 28 минути и им извозено некаде околу 600 км од прилика и остануват ни уште 1000. Сега сме во Австрија на еден паркинг кај бензинската. Малце е темно, не е многу осветлено, но добро е за спање. Ние сега ќе спиеме, додека не се разденило да го искористиме времето и са бајле, не знам, за 4-5 сати, за 3 сати, не знам колку ќе спиеме, кога ќе станеме. Повторно ќе снимаме. Посакувам ви добра ноќ.
че още спие. И аз сега стана, више 8 сата. Мора да го будам, више. Анче, айде, устай. Станувай. Айде. Айде, трябва да одаме. Доста е спание. Добро утро на сите. Мора вака да снимам, защото слънцето е много яко и нищо не се гледа. Ние се успаме малце повече дома, волко не спиеме сега скоро 8 сата, 7 и 55 минути, а легнаме се некъде не знам колко беше, колко беше Дики вчера? 1,5 сата некъде, много бехме изморени. Вака се спие папато, али супер е удобно, убаво спаме. Всеки станеме да одаме до ВЦ, да миеме заби, да доръчкуваме и ки ви снимам се. Еви една мува има тук, бегаме. И дечки, промена на планот. Сега дойдохме до Парндорф, аутлетите в Австрия. Тук има преко 160 познати брендови, па да видим, може ки си купиме нещо. Ама у 9 сата отварят, имам още 15 минути. Ние малце подраниме. Ово не беше планирано, ама айде ко сме веки тук успат. Имаме веки 2 пъти, 3 пъти тук дойдено. Искрено цените не са нещо много по-ефтини, някои пъти дори са и по-скъпи от продавниците. Нема веза, защото тук е аутлет. Ама ке видим, може ке найдем нещо да си купим. И да ви го покажем малце, по-шово е како мала селце. Овде можете да најдете навистина много познати брендови Gucci, Versace, Prada и уште многу други. Сакав да ви покажам и што има внатре во бутиците, но за жал дел од нив все уште не беа отворени, а имаше и многу гласна музика, па морав да го исклучам оригиналниот звук. Затоа, овој пат ќе ви покажам само кратки кадри од надвор, за да можете да добиете мала представа како изгледа местото и какви брендови може да најдете тука. И конечно извозиме Австрија. Да видим и овај пат дали ќе платам казна, пошто до сега само еден пат немам платено казна низ Австрија кога возам. Секој пат кога одам за Македонија и кога се вратам у Германија у поштарското сандаче мора да најдам казна 2-3 завици. Само еден пат немам платено, сега ќе видиме како ќе биде. Ограничувањето е 130 у Австрија, ама ја некој пати возам и малце побрзо, пошто стварно патиштата се исто како у Германија, многу се убави. А у Германија повеќето автопати се неограничени, можеш да возиш колку сакаш. И тука паѓаме ние на таа финта, возиш малце побрзо. Кога беше пред 2 години или кога беме со Кико? И воземе се за Македонија и пред нас имаше полиција. И сега ја зема одмина и они не знам 110-120 некаде возе, ја не знам 140-50 дали возеше кога ги престигна. И ништо ние си воземе и после 2-3 минути гледам они возат пред мене и пуштија ми тоа нели да ги следиш. И излеземе, отидеме таму едно село на страна и он вика добар ден господине, викам повелете. Вика зашо возиш брзо? Викам не возам брзо, викам нормално возам. И па вика зашо не престигна? Викам ја треба за Македонија да возам, имам уште 1000 километри, викам немам време да чекам. И он вика се е уред, вика среќен пат, ама колку вика е дозволено тука да возиш. А стварно Австрија нема многу знаци. Само на почетока може, ја викам па неограничено е, викам колку смееш, викам колку можеш. И он вика, ама ово вика не е Германија, вика, ово е Австрија, вика тука 130, вика целиот пат, вика не е дозволено повеќе од 130. Добро, викам, ја извини, викам, не сум знаел, ајде, ништо, вика, ќе платиш, колку требаше 50 евра да платам. 5 евра и ја немаше каиш за мене. И вика, и тука седеше напред на Дијана братија, Дијана од позади вика, дамата вика нема каиш од позади. Ајде вика уште 50 евра. Абе викам она сега се одврза, викам тука местеше нешто куфер. Не, вика 50 евра. Добро, викам дајте ми сметка, викам ќе платам. И отидеа таму нешто под понија. Платиме 100 евра. Добро е, што толку ще поминаме, не беше многу. Винјетата за Маđarска или за Унгарија е електронска,
секој пат проверувајте, пошто ако имате со 0 или со О, буквата, проверете, пошто многу пати може да ги сгрешите и фискалната сметка, чувајте ја, па не знам, неколку месеца или до една година. Многу често се дешава да направат некоја грешка у систему или да ви пуштат казна и сметката ви е единствениот доказ што може да ја покажете, иначе мора да платите. Да најдеме некоја бензинска пумпа, да ставиме бензин, пошто Австрија е многу скап, мислам дека е еден од најскапија. И продолжуваме за Македонија. Најде да видиме колку пари ќе направиме. Многу гласна колото, не може да напунеме, гледа. 2900 евро. Не, шалам се во флоринти. Ние планираме да јадеме унатре, екскурзија дојде автобус со 50 души. Може и повеќе да има. Само надевам се дека да платиме за бензина не треба да чека многу. Ајде малку, Анче, чисти. Дај 100 денари. Нема, батко, нема. Сметката од бензин што ставиме тука. Не знам дали гледате, ама во флоринти у евра е 94 евра. Ќе видам после дали точно 94 евра ми од сметката отимат. Иначе ако плаќате на бензинските, у Унгарија плаќате секој пат со картичка. И ако ви прашат дали у евра или у флоринти, изберете секој пат флоринти и после вашата банка у Германија или ако сте од некоја друга земја, и тогава ви ги пресметува со добар курс, а не како тука, пример, ако ви ги стави у евро, они може да ви пишат 5, 10, 15 евра повеќе и само ве крадат. Секој пат одберете да плаќате у флоринти и банката на вас ќе ви ги претвори у евра. Нашиот план беше да ставиме бензин и да јадеме на претходната бензинска, ама екскурзијата ни ги уништи плановите. Сега ќе одеме на некоја друга бензинска или некаде да јадеме и после продолжуваме да возиме. Може и кафе ќе пиеме, не знам, ќе пиеме ли кафе? Пошто ние секој пат прво јадеме, па после пиеме кафе. 130 ограничено, ние 90 возиме, 80, многу гужва има. Секој пат кога треба да одеме да јадеме, мора да има некаде или застој или гужва, и на претходната бензинска имаше екскурзија, на претходната кога сакавме да јадеме исто имаше многу гужва, немаше шанси да се начека ред. Луѓето чекаа може по 1 сат. Видите колку камиони има, добро, нашата лента се движи побрзо. Али овие луѓе тука што чекат со сати, со денови може чекат за да поминат. Мислам дека шофер е најтешката професија, треба по 25.000 евра да земат, ама искрено. Шала на страна. Замисли ти, ние со кола сме и колку побрзо поминеме и колку е помачно и тешко да кога има гужва, а видите со километри колони има камионите дека што чекат за да поминат. Стварно греота. Те имаме 10 километри гужва, за тоа време ќе ви раскажам едно story time. Надевам се дека овај пат нема да биде како пред 3 години што ни се случи кога одиме за Будва од Германија. Целиот пат беше собраќајка, работа на патот, работа на патот. Преку 36 сати имаме возено. И отидеме у Будва, беме една недела или 10 дена, и последниот ден кога да си тргнеме, не спаме цела вечер. И последното си тргнаме, нели требаше преку Албанија да одеме за Македонија. И на границата беме на средината некаде, имаше многу гужва. Ние сме заспали двајцата, после 1 сат се будеме, жива душа нема на границата, сите беа отиделе. Сега сме на една бензинска пумпа у Унгарија, зема хот-дог да јадам, класика, како и секој пат кога си идам на Македонија јадам од овие хот-дози, многу се добри. Дијана зема круасан со сос од фастаци и време е за тест. Тука имам, ово е пиво, прашаме од ChatGPT, он кажа дека ово е безалкохолно пиво. Ово е тука некоја лимонада, Дијана веќе отвори. Ја ќе ја пробам сега.
од 1 до 10, 7, убаво освежително. Што да пробам прво? Пивото или чоколада? Едно пиво од Кој, лево десно? тоа. Ајде да видиме. Сега ќе ви прочитам нешто на унгарски. Мална АЛК 0,0% ВВ. Алцосони калоритиалом. Ануни авилак аменунутит белетолетесец. Сега да тука што има Алтагос Тапертек 100 мл Темеркбен. И уште ово да прочитам и доста. Референдица бевители ертек еду атлагос фелнот змара. 2000 калории. Сканелбе. Тоа е да сканираш сканелбе. Значи, се разбраме, сега ќе опробам. Чекай, во. Три од 10. Ово нема, ово како кога направите некој овошен чај и кога одстоја една недела и случајно го најдете некаде и испиете 2 голтки. Не. Ово не ви читам, се ви јасно мислам дека се слични, само вкусот ќе го пробам. Еј. Уф. Ја не знам дали ово стварно нека го пие. Ово има вкус. Не. Ово има вкус на детергент за чистење у вециња, ама искрено. Ово првото е малце подобро, ово второто е 2 од 10, ајде. Оти луѓето се мачеле да го направат, да го измислат. Затоа давам двојка, иначе 0. Ово ма е лошо. И Дијана сега ги пробава вие двете пива. Реакцијата беше катастрофална, за жал она не ќе да се снима. Сега да пробаме. Ајде да ви прочитам. Гесцетенуе марци. Марци. Лактоз ес глутен ментес. Како Да го покажеме. Да. Изгледа убаво. Ово прво да го пробаме. Дали сте спремни, драги гледачи? Вие сте спремни, ја не можам да го отворам. Ајде, надевам се дека ово ќе има добар вкус. Да видиме како изгледа. Ај пробај и кажи ми што имаме ние у Македонија благо. Исто. Како се викаше, заборавам? Рум коцки, да. Скрос истото. Се ли да јадам или да ги пробувам само? Пробувај. Боже, многу ми е. Не, па помалку од сиде. Ќе пукнам. И у Србија на некоја бензинска исто ќе испробуваме некој. Која? Ајде воа. Изгледа со 0 шикер. Вајде. Па тоа. А, во. Ја мише ово. А овие нели се исти двете? Не. Не. Тоа има плаво, тоа нема ништо. Ова има само црвени точки. Еве го ово. Ово, кога го јадеш исто устата се осеќа како кога јадеш јајце на око и желчката која е малце жива, која не е убаво испражена. Ама добро е, убаво е, интересно.
Сега овоа ќе го пробаме. Но овие сите се у сличен стил направени. Ова не е лошо. Од 1 до 10 7. Дај тоа. Ајде ово се. Убаво е. Исти вкус. Ово малце мирише на рум. Малце појако. Иначе е исто. Може малку има малку подобар вкус. Ајде 8 од 10 ќе му дам. Мене ми е интересно да возам, ама ние сега не возиме само стоеме. Не знам кога конечно ќе се тргне гужвата и да почнеме да возиме. А сега се приближуваме и на граница. И ChatGPT кажа дека се чека отприлика околу 2 сата и 15 минути, тоа значи 5 сата и 30 минути се чека. Гледате од онаа страна колкава е гужва, пред малци ние беме у таква гужва, едва излеземе. Сега имаме уште 64 км до границата и надевам се, ајде со Господ напред дека нема да чекаме многу. Минаме ја границата Србија и Унгарија и чекаме буквално 15 минути од прилика. Имаше и комедии. Полицајецот што е на границата нешто збори на унгарски. Он мисле ја оти онамо читал тоа што пробуваме дека стварно знам унгарски. Вика чончо. Викам поема нем што ја мисли пасош да му дам и давам му пасош и он го зема вика ња нешто чончо. Викам шо е работа сега? Збора му англиски, он па на некој друг јазик ми збори, сигурно маđarски. И нешто разбраво така за да спуштам џамо, спушти го џамо, он погледнал унатре. Па нешто збори, џанчичу. Ја македонски му зборам, он па џанчичу, англиски му зборам, германски му зборам, џанчичу. И ја почна да се смеам, смешно ми е, стварно не го разбирам што он кажуваме некои смешни зборови што стварно не знам што значи. И ништо, он насмеа се, даде ми пасошите и вика нешто џончичу, ја викам џончичу и си продолжим. А што е сакал да каже? Појма немам. Конечно може да одеме некаде да пиеме кафе и да јадеме нешто убаво у Србија. Овоја види, нема гужва, нема коли, можеш да возиш, надевам се и камери дека нема. На патерините ќе си земете вакво лифче и после некое време тамо ќе има наплата. Сендвич, капучино. Капучино до 8 од 10. Сега сме у Србија на една бензинска. Добара. 9 од 10. За 10 му фале уште малце нешто. Али добара. Тука имам различни вкусови, благи. Само да го изедам сендвичо и после ќе ви направам тест да видиме дали се добри и да ги оценим од 1 до 10. Дијана немаше страпление и веќе го отвори овоа. 0 шекер. Ајде сега ќе го пробам ја да видиме. Не е лошо, ама и Дијана каже исто, вика на тебе нема да се свиѓа, пошто ја викви толку. Ова е сладко е многу. Сега одеме, што да пробам сега да ти кажеш?
Ајде благото, полазам на Ролс. Важно. Па после да ви кажам колку платиме у Унгарија, немам на сметка, ама имам на слика и да ви разкажам како сака да не украдат на претходната бензинска, затоа сега сме на друга бензинска. Ово ли да оправам? Да. Немаш много. Нема. Ти имаш. Да ми направиш и на мене. Може. Тие френч ли, како ги вика? Плазма ово. Да. Не сум видела такви. Не знам, ја немам веќе пробам. Еј, види како изгледа. Не е лошо, ама многу суво. Знаеш ли ги оние цици бебе? Да. Е, па сличен вкус е. Дај да пробам. Но. Еј, овие се растопили сега. Дај ми една салфета. Леле, види. Види. Како бравушки. Ево види се убави. Мене овие ми стои. Ајде да пробам и во пепси. Крем сода. Ајде да пробам. И ставете subscribe. Има многу што ги гледате моите видеа, моите цели 2 видеа и фала ви многу на тоа. А можете ставите еден subscribe. Бесплатно е. И 5 секунди, само subscribe. Танк и готово. И ќе снимам уште по-интересни видеа. Ово се е загревање. Само направо. Ово е многу поубаво од ово. Ај пробај. На тебе не знам дали ќе ти свиѓа, ти сакаш многу благи работи, тоа не е толку благо. Не ти се свиѓа. Многу вештички. Да. Значи за пепси, ово тука што е 2 капучина, 2 благи и 2 сендвича платиме 23 евра тука. На претходната бензинска сакаме да јадеме 2 чикен бургери и кошта 3200 динари. И сега Дијана вика ќе платам со кеш и гледа дека држи евро у раците и нели оној пишува на калкулатор 38 евра. А 3200 динари не е 38 евро у никој случај. И ја и викам на неа, викам не е добро, викам тогава ќе платам, викам со картичка. Ама у динари да платам, пошто она ако платам у евра може па нешто да ти направи, некоја финта, пошто многу често пазите се прават ги тие финти. И сега она ми пушта на терминало околу 4000 некаде динари и ја викам не, у реду е. И не купиме, дојдеме тука на другата бензинска за дупло помалку и кафе пиме, и благо, и сокови, и се. Иначе не ви кажа у овоа у Маđarска платиме за сендвичите и не знам што едеме 11 и 63 евра. И после тоа ја купил уште еден хот-дог, кошташе. Имам запишано, сега ќе ви кажам, имам сега запишано што сме трошили и на крај на видеото ќе пресметам точно до последен цент колку пари имаме потрошено од Бамберг кога тргнаме до Македонија. Сега ќе ви кажам. 3 евра и 16 имам платено за хот-дого и плюс Дијана има купено уште нешто после мене за 3 евра. Што купи за 3 евра? Вода и еден сок уште. Вода и еден сок. Добро. И 50 центи не ви беше снимало одил веце. И тоа се точно до цент секи ви израчунам колку имам платено. Здраво. 850. У еврима? 7,5 евро. Изволи. Баш ситно 50 центи.
Може и 8, nije problem. Živio, Munjo. Hvala. Ćao, čao. Šta kaže, brat, živ bio? Munjo. I za vaa paterina platime 7,5 евра и 50 центи му дадеме бакшиш на Муньо. А трябваше да му ги давам и тия 2 евра, ама аз стварно не ми текна, човече. Не размисли. Човека баш беше любезен. Муња, идем! Дечки, имаме уште точно 500 км камера, ве молам. Имаме уште 500 км, пишува дека треба да стигнеме у 23 часот и 38 минути во Македонија. Ама на граница, ако има гужва или ако правиме уште некоја пауза, ќе стигнеме и покасно. Требаше да стигнеме са бајле у 9, ама спаме малце повеќе, мислам успаме се, требаше да станеме у 5 сато, ние станаме од спање у... колку беше? 8, 9, немам појма. Гужва невидена, Маđarска, страшно, катастрофа беше. Видете и сами у претходните видеа. Hvala, čao. Ја мислише раката дека се тресе, ама она цело време удара на тоа за да излезат нови ливчиња. Има уште една патарина. Да. Сега го земаме ливчето и со ово ливче се плаќа пред македонска граница некаде од прилика. Bitte 339 Kilometer der Straße Там folgen. бензин. Еве луѓе, пане стемни. Само да ви известам дека се возиме цел ден. Добро, со мали паузи. Али тешко. Ово е најдолгото возење сега до Македонија што имаме некој пат возење. Сега ќе ви раскажам една случка. Поминуваме моментално покрај омиленото место на Дијана, пред Јане или така нешто е. Пред неколку години кога се одеме за Македонија, она вика ја како мало тука често одеш у тај ресторант, многу убаво јадење има, ајде да одеме. Викам ајде. И сега одеме тука, ама пато се реновираше и нема навигација, ништо не покажува. Стигнаме таму хотел или ресторан, нешто тоа. И после кога да се вратиме, на сите улици кај што пробаваме, сите затворени. А у тоа место таму, не знам село ли е, шо ли е, војска. Војници со оружје по пато, такви војни камиони, војни возила. Нема шанси, кружиме и застанаме на едно место и Дијана почна да плаче. Шо направи ја, дека отидеме, зашо ти рече таму да одеме? А викам, смири се, мен смешно почна да ме биде. Викам, ама војска имам, па шо ако имам војска и не ме гајле, викам, и они се луѓе, ќе се снајдеме некако, викам, ќе излеземе. И сретнаме еден стар човек и прашаме ги, он вика, ама треба дури догоре, а ние не можевме да окачим у колата, пошто се беме натовариле како Сканија. И човеко вика, ајде ја ќе излезам пешки, само од тамо, вика, може да искочиш, малко е црн пат, ама вика, друг излез нема, сите се блокирани. И возиме таму погоре, човеко вика, сега тука ќе фатите, вика, десно и ќе исправите посем црниот пат, ќе излезете на еден регионален пат и само право, вика, по тај пат ќе искочите на автопато. Викам, добро, фала ти многу. Некој пат кога поминеме тука, викам на Дијана, ајде да одеме да јадеме нешто у твој омилен хотел. Не, вика, нема шанси, веќе никој пат не одам таму. Викам, сега има навигација, пошто сега веќе се унесени, пријавени се веќе улиците, реновирани, се има ги у навигација. Не, вика, гајле ми, вика, и со водич, вика, веќе не одам таму, нема шанси. Еве, имам уште една сметка, таму не може да ви ја покажам, пошто продолжиме да воземе. Ставиме бензин и купиме роксок и купиме од овие, исто од рок.
Ово се производи на еден малце попопуларен јутубер од мене, Dexrock. Се фанат 9986 динари. У евра мислам дека 85 евра беше. Што видедем кога ми беа замалена сметката. Да ги пробаме производите на колегата да видиме дали се добри. Ово е убаво. Освежително. Иначе планирам у иднина ја да си направам нешто свој бренд. Планирам компот. Само ќе видам од што да биде. Сите јутубери прават сокови, чипсови. Ја би сакал нешто друго да направам, например компот. И тоа домашен. Ја мише дека се поголеми, они се баш малецки. Браво, колега. Вие се стварно добри. Предобри што вие. Сега 22:54. А ние тргнаме вчера околу 6 сато некаде. На Бладне. Ово мислам дека едно од најдолгите возење од Германија до Македонија. Најдолгото ни беше од Германија до Будва 36 сати, кој имаше многу гужва. Ама обично за Македонија кога се одеме секој пат се возиме до максимум 23-4 сати. А сега веќе колку сати се возиме? Не знам Околу- 6 појдем се. Околу 28 сати до сега. А имаме уште сат и по 2 до дома. И тоа надевам се ако нема гужва на македонската граница. Ако има, кој знае кога ќе. Тргнаме у четврток ќе стигнеме у сабота, баје. Многу гужва имаше на патот. Конечно на македонска граница, ама гужва како и секој пат. Ништо да видиме колку време ќе чекаме. И шом ја поминеме граница, ќе одеме дома. Ќе израчунеме колку пари имаме потрошено од Германија до Македонија. И ќе ви снимаме. И еве сме во Македонија. Време е да ви соопштам колку пари потрошивме од Германија до Македонија. Пред се сакам да ви се заблагодарам на сите што ги гледате моите видеа и ставете subscribe. Поддржете ме, бидејќи имам многу интересни идеи и во иднина ќе почнам да ги реализирам. Ние од Германија до Македонија потрошивме точно 407 евра и 16 центи. Не ви снимав, во Србија плативме патарина и кошташе 18 евра и во Македонија плативме една, мислам дека беше 50 или 60 денари и едната 80, мислам, не сум сигурен, ама имам се запишено и ово е точната сума. 407 евра и 16 центи. Ви благодарам многу на сите и се гледаме во наредно видео. Чао!